Зад овие решетки има тишина каква што не се среќава никаде. Тишина, но и желба за подобро утре. Желба да се излезе од овие 4 зида. Желба да се стане подобар човек. Овој претрес го гледате од затворот во Штип, каде што ќе ги судриме аргументите за тоа што е казна, што е ресоциализација, но и што значи подобро утре. Сашко, отвори ја вратата. Влегуваме во поризичниот дел од казнено-поправниот дом Штип. Тихо, отвори. А од што е таа капка крв? Они тврдат дека од него. Ако има капка крв, значи јас сум ловџија 35 години. Значи ти не можеш да пукаш човеком главата бил пукан да има капка крв. А работилата не е чисто, не е ништо, мерзне. Значи ова ни е просторија каде што осудените лица издржуваат мерката самување. Колку пари чинеше да се запали автомобилот Норце Камче? Нема врска, тоа не беше многу. Колку политичари се измешани во вашето приказна? Еден автомобил и 5-6 фабрики. Практично тој почина во болнички услови при лекување. Да, почина во болнички услуги, беа невистини тие шпекулации дека почина во затворот Штип. Казната со кучката Цеца. Добра ли е Цеца, право директор? Да, фала Богу, добра е. Се уште е тука. Трага ли уште по злато, по часовници или... Не било тоа дека таа трага, воопшто не било ни таков случај во минатото. Бидете со нас, среда, 21 часот на првата ВАК.